Митко Стојанов од Кочани е избран за најдобар земјоделец оризопроизводител за 2023 година. Повеќе од 20 години се занимава професионално со производство на ориз и ова е единствениот начин за екзистенција за него и неговото семејство. И покрај лошата година, лошите временски услови, како и големиот број болести кои се појавија кај белото злато, се надева на успешна година и доволно приноси. Оваа година имаше проблем со болести. Затоа апелирам до сите надлежни институции од државата, Институтот за ориз, Факултетот земјоделски, кои ќе имаме проблеми да излават на терен, да ги откриваат недостатоците и да ни помагаат у заштита на оризот. Оваа година се очекува понамалени приноси од има штети од болестите и за тоа наредната година треба да имаме повнимателни, да почнеме поспремни сезоната и така да имаме едноставно избор на химикали, на пестициди кои што ќе ни помогнат да оствариме поголемо производство. Затоа тука се многу битни, најклучната улога имат институциите, значи мораме ние со нив да соработуваме. Изборот за најдобар земјоделец за 2023 година беше во рамки на манифестацијата Денови на кочанскиот ориз. Централната манифестација беше во селото Мојанци, каде традиционално рачно се зажнеа оризот. Се вршеше ориз на гумно, а вредните раце на домакинките подготвија традиционални јадења од ориз. Денес подготвуваме ориз со копани, лапа со афион, сарми, полнати пиперки, во нашата куќа секојдневно не, ама 2 пати неделно може. Па наубав, знае се. Тука под небето викам наубаво. А за готвење секој си готвиме, кој како се јаде, така. Кога со тавче, лапа, суклијаш, сарма, полните пиперки, тоа е со оризо, чорбичка. Од селото домакинките, тафори, скифли, сукано, сладки, мусака, лутица, значи се што е можно да се. Обичај, традиционална жетва и вршитба. Успешна жетва им посака и Бачевски на оризопроизводителите при посетата во Мојанци, посочувајќи дека државата и понатаму продолжува да инвестира и да им помага на земјоделците. Оризопроизводството во изминатиот период се соочуваше со доста предизвици кои што мораше промптно заедно со многу напори, па ќе кажам од сите општествени фактори да се решава. Се надевам дека и воедно сакам да им посакам на сите оризопроизводители успешна година, успешна жетва, нормално државата заедно со своите институции овде да помага, да креира мерки и програми со кои што на крајот на денот ќе биде финансирано и ќе биде поддржано. Со караванот Македонија во срцете носиме, кој го наполни градскиот парк во Кочани, се спушти завесата на 32-то издание на манифестацијата Денови на кочанскиот ориз. Во склоп на истата на програмата изминатите 3 дена се најдоа 15 на културно-уметнички содржини од забавен и стопански карактер.